Локацијата на резиденцијалниот дел е во јужниот дел крај реката Вардар, а на запад, тука е грешка, на исток, на запад е тангира планираната улица Игнатска. Понатаму. Значи се работи за едно решение на објект составен од 3 ламели кои ги гледате, кои се во агол. Овие 3 ламели кои се поставени во агол и представува, тие се меѓусобно поврзани, оформуваат еден внатрешен полузатворен простор, кој на север се отвара кон пристапната улица и населбата. Домот се предвидува да има капацитет од 110 лица, поставени на југоисточната страна и југозападната ламела, испланирани се по највисоки стандарди за овој тип на објекти. Секоја спална има тоалет и отворен простор, што можете да го видите на скицата. Еве една ситуација, еден 3D модел кој покажува како тоа би изгледало понатаму. Еве уште една ситуација на тој 3D модел како би изгледал. Значи тој е на конкретната локација со целосната инфраструктура на сообраќајници кои таму се предвидени. Сакал значи да кажам дека има парковски простор кој исто така ќе биде од корист на луѓето кои ќе го користат домот, кај што ќе се овозможуваат прошетки, рекреација на возрастните луѓе кои се таму. Предвидени се и мултимедијални и мултинаменски простори за различни активности на станарите од домот, простор за дружење и дневен престој, простор за рекреација и вежбање и ресторански дел во северната ламела понатаму. Објектот ќе биде енергетски ефикасен. Тоа е она што сакам да ви го истакнам и што е од исклучителна важност по принципот на пасивна куќа, што ќе овозможи заштеда во енергија при одржувањето, што битно ќе влие и на цената на престојот на нашите граѓани надвор. Како всушност ќе изгледа објектот, можете да ги видите сите овие. Еве ова е една слика како ќе личи овој во 3D модел дом за возрастни луѓе на територијата на општина Карпош, кој е носечки дел од програмата на СДСМ и моја за општина Карпош. И мислам дека понатаму ова е првата слика. Ова е од еден агол се гледа како ќе личат овие сите објекти во кои ќе бидат сместени луѓето, ќе престојуваат и навистина ќе има многу похуман аспект на целата на оваа состојба која во моментот е во крајно лоша кондиција поради дотраеноста на бараките. Ние како општина Карпош ќе преземеме обврска да овој дом за возрастни лица го